телевизијата емитува над 292.000 часа, од кои 129 сопствена програма. Програма што покажува дека Радиотелевизија Скопје не е само најголем и најмоćен информативен систем, туку многу повеќе од тоа. Незините програми, действувајќи повеќе значајно, остваруваат особено важни културни и образовни функции. Радиотелевизија Скопје е мултимедијски и мултикултурален систем од исклучително значење. Значење што го покажува и низ најразновидната меѓународна соработка, што овозможи таа да стане дел од светот за кој се повеќе се знае. За тоа придонеси и квалитетот што на повеќе фестивали во земјава и во светот е потврден со многобројни награди. Поминете пријатни мигови со неа, драги наши пријатели. Осумдесет години македонско радио, 60 години македонска телевизија. Јавниот радиодифузен сервис од своето основање, од своето создавање, креира програма што го негува, поттикнува и развива секој облик на домашното аудиовизуелно творештво. Се менуваат генерации медиумски работници, но сведоштвата остануваат во депоата на македонската радиотелевизија како непроценливо богатство и културно наследство. Дел од истото го креираше и нашата следна соговорничка. 40 години во македонската телевизија, исто толку години професионално новинарство. Тоа значи точно и навремена информација во секој миг. И од убави, но и од многу непријатни времиња. Уникатна, креативна, позитивна, секогаш задоволство да се разговара со неа Мирјана Василова, гостинка во Македонија наутро. Впрочем, добре дојдовте дома. Ова гостинка не ми звучеше воопшто во... Па така се чувствувам, добро најдов. И пред се на почетокот ви благодарам што одвојувате големо време за да ги представите и да го одбележите овој голем јубилеј, каде што јас имам малку едно зрно во заокружување на целата ова матава приказна на волшебната кутија наречена телевизија. Па не е мало зрно, од 60 години телевизија, 40 години посветени на јавниот сервис. Па, почетоците се врзани од старата телевизија во Нерезина. Како почна приказната? Ајде малку да ве вратиме 40 години назад. По завршувањето на Факултетот за политички науки во Загреб и по волонтирањето во повеќе во тоа време, сепак да подсетиме дека има и Радиотелевизија Скопје заедно преку ИРТ функционираше во тогашниот систем и ние сме таа генерација новинари кои што продолживме во два система да пренесуваме, да информираме. Македонската радиотелевизија, тогаш Радио Скопје, беше заедно со тогашната Нова Македонија, па да ви кажам, единствените во информирањето на сите целокупни општествено-политички настани и креирајќи го јавното мнение во тоа време. И секогаш мислам дека има, а за тоа говорат и големите и огромни видео содржани во нашата богата документација, која што навистина говори и е сведок на многу времиња кои што навистина поготово забележани од информативните новинари, знаете, еднаш информативец секогаш. И вие сте едно од новинарските пера кои што без двумење секогаш вели точна информација, без сензационализам е одлика на новинарскиот кадар на македонската телевизија. Па ме интересира како се учеше новинарството во тоа време. Новинарството секогаш беше солидарно меѓу нашите колеги. Секогаш имавме свој афинитет каде ќе се насочуваме, бидејќи во тоа време, според се уште мислам, кога македонската телевизија започна и своја транзиција од 93 година, наследно беше и официјално зачленета во ЕБУ, во евровизиските размени на вести, во кои што има два дела, една Евровизија за сонг, а другата за секоја прилика за оно што се случува во целиот свет. Така да веднаш бевме приклучени, значајни видеоматеријали доаѓа во делот каде што јас работев во надворешно-политичката редакција, а што учевме многу, не само на факултет, него и од наши, да не кажам, брендови, големи, гранде новинари. Јас можам да кажам за моите колеги од надворешно-политичката
тука се Слободан Трајковски, Тихомир Илиевски, Владимир Лапе, Бранко Радовановиќ. Тоа беа за мене едни почетоци во кои што немаше љутиш, си сгрешил, вака треба да го направиш. Одредена проблематика секоја водеше. Јас бев задолжена за балканските состојби, подоцна и во делот за евроинтеграциите, патот на Македонија и за сите случувања што се случува од 90-тите години до сега, фактички до предпензија, за настаните кои што се поврзани на нашава земја, македонската телевизија, известувањето во сите можни актуелности, глобализирани процеси и така натаму и така натаму. Така. Дописник на МТВ од Хрватска во тешки и предизвикувачки времиња. Не сакајќи станавте воен известувач. Што значи да се известува од воен фронт во многу тешки и ризични времиња? Се случи тоа што се случи. Почна, не сакајки, рековте, па од обичен новинар кој што информира, бидејќи тогаш во македонската телевизија, вие сте се уште млади, и Кристина и ти, имаше голема богата дописничка мрежа со одлуката на тогашниот менаџмент на македонската телевизија, се обновија сите дописни центри во поранешна Југославија и пошироко. Јас ме пратија во Загреб за да известуваме во тој период што се случува. Меѓутоа, од кога почна дезинтеграцијата на тогашната екс-сојузна држава, сакајќи или не, вие се претворивте во воен известувач, во кој што на вистина беше и стресно. Прво бевме преплашени сите новинари, што се случуваше на почетокот, имавме и соработка, размена на информации, меѓутоа секогаш се случуваше да потоа секоја подрачна единица на бивша Југославија на ерата се известуваше на најразличен начин. Српските известувачи известува сосема една политика, словенците веќе си рекоа ние си одеме понатаму, нас не интересира овој дел, така да тука имаше како ќе се снајдеш така и да го пратиш извештајот, затоа што тогаш беа и бомбардирани, не функционира аналогните канали на телевизијата која ги праќаше и материјалите овде. Така да, случајно ето со колешка од Словенија, Тања Старич, отидовме на терен, најверојатно немавме ниту информации дека ќе навлеземе во тоа воено подрачје каде што од другата страна преку реката Купа функционираше САО Крајина тогашна и сосема подруга нивна не беше ја регуларна војска, него нивната од таму, од локално население. Упаднавме во една заседа, беше многу непријатно. Колешката Словенкава исто така беше многу изненадена од начинот како се однесува према незиниот претседател Милан Кучан. Јас исто изненадена према она што го зборува дека се они криви за распад на Југославија и така, али во секој случај успеавме на да спасиме жива глава, кој што беше и таа вест објавена и овде во сите медиски европски телевизии, за кој што жал вечерта и почина имao татко кога слушна вест, така да имам тешки навраќања од сето тоа. И на овој момент сакам да се задржиме, бидејќи известувањето од воениот фронт не значеше само ризик. Тука се вплеткани и многу емоции кои што меѓу другото во работата треба да се стават по страна. Како успевавте? Тогаш сум можела. Едноставно се тоа еден начин се навик. Прво го поминуваш стресот, во кој што се плашиш што све ќе се случува, контактираш со своите родители, со своите блиски во Македонија, а од друга страна пак и после подпишувањето на договорот Аџич и Киро Глигоров, откако почна и распадот на тогашна ЈНА, многу наши македонци, млади војничиња, дел загина во Вуковар, дел успеавме и да ги спасуваме со цивилка, да ги враќаме. Се јавува секата дневно многу наши колеги од македонска телевизија, например, ево синот на Пујовски, лично сме го прибрале, облекле во цивилка и тоа е како еден ден попратен, бидејќи на некој начин сакаш да помогнеш да не станеш жртва, ни криви ни дужни да бидат ставени и загинати војничиња. Али во секој случај во тешко да се информира. Денеска е многу потешко да се информира за били настаните на глобален и Сирија, ево сега и во
Украина, што е вистината. Да, тешко се доаѓа до вистината. Тешко се доаѓа, бидејќи е голем јазот меѓу информациите кои доваѓаат од центрите. И сега треба ти кој искусен новинар самиот да го производиш од своето искуство и производ од информација. Благодарам за ова, бидејќи многу често знаат да кажат на денешното новинарство му е многу поедноставно, бидејќи лесно се доаѓа до информација и многу се од секој аспект и со дигиталното време е поголеснато. Меѓутоа пред голем предизвик сме и ние новинарите во денешното функционирање. Јас колку што ја следам македонската телевизија и вашава програма, стварно, кога уклучам телевизоров, тогаш викам, ева да ги видам нашиве деца. А Кики, и ти прославуваш 20, колку што слушам Сабајлева 25. Тие започна и новата генерација на ТВ водители во македонската телевизија, колку се сеќавам. Многу успешно, отварајќи ја вратата на твоите помлади колеги да влезат во информативната програма. Благодарение на вас, на тоа што вие го дадовте како легат. Затоа што и сепак македонската телевизија, ако се прави една дефиниција да се најде, многу се разликува, без оглед на многобройните проблеми низ годините што поминувале и технички, технолошки, сепак останува јавен сервис за разлика од комерцијалните телевизии. Сосема подруга е приказната и затоа вашата функција е и одговорноста е многу голема. Да, одговорност и да ги задоволите сите интереси на обичниот граѓанин. Затоа што ја од Сабајлева дознав какво е времето во државата, каква е температурата, воопшто дали да тргнам на пат или не. И се што требаше, бар за саат и пол дознав се што е. Така. Често знаеме да кажеме дека колку и да биле тешки времењата, кога веќе отворивме оваа тема, дружбата во МТВ и колегијалноста била движечка сила. Ако велите, тоа и ден денеска се познава на екранот, се познава професионализмот и се познава што е јавен сервис и покрај сите проблеми и предизвици низ годиниве, тоа најверојатно се должи и на луѓето што се тука. Поминувале многу премрежја, можеби некогаш и меѓучовечките односи во големи компании знаат да бидат помеѓу луѓе разрушени, како и секаде, но секогаш се гледала на екранот колегијалноста и професионализмот. Секое време си на свое време. Така да, кога ќе се направат анализа на искуствата, секогаш барем луѓето што лојално останале на македонската телевизија, со задоволство и љубов и лојалност говорат за еден свој, ево сега мина труд, во кој што можеби еден ден и ќе прочитате и некои своји мемуари и своји сеќавања на сето она што новинарството сите овие 40 години на некој начин се врежува во нашата колективна меморија лична. Еднаш новинар, секогаш новинар и по завршувањето официјално на работниот век во македонската телевизија. Ако некој не мирува, тоа сте вие. Голема гордост е да кажеме дека Хрватската национална телевизија добива дописник од Македонија. Ни помалку, ни повеќе. Еден од недобриот, оној кој што ги знае состојбите на терен. Да, така е, после Нова година и благодарение на подпишаните договори за соработка меѓу македонската телевизија, менеджментот и Хрватската телевизија. И за крај, каде, ајде така да го поставам прашањето, ја гледате иднината на јавниот сервис? Јавниот сервис, ако се следат критериумите што доваѓаат од горе и од Брисел, од Европската комисија, од Женева, и со начинот на кој што овие неколку години ги гледам промените во целата ова дигитализирано студио, кое, за жал, искрено ќе ви бидам љубомерна, што јас не го начекав во овој период прекрасно, ќе обстои. Само треба, велат дека треба многу поефикасно, подинамично да се вклучат и младите, за младата популација, затоа знаеме кој е вашите љубители се старосна генерација од нас пензионериве, па понатаму. Меѓутоа преку лајстримови, преку работи кои што, ево, например, вашите прилози што ги правите, да ги гледаме и преку мобилниот телефон. Тоа е еднината. Да се задржи целата модернизација, но 5 основни правила на новинарството секој да ви стојат пред вашите очи за професионално известување, вистинито, објективно и да ги содржи сите телевизиски производи на еден јавен сервис. Така. Благодариме за гостувањето, ни беше чест што бевте наши гости.
Да ни годи љубомората за новото студио, убаво ни е. Ама, јас ќе додадам на крај и ќе ве пофалам, годините не ви можат ништо, па е отворена покана да ни дојдете некогаш тука, кога ќе немате многу обврски, да бидете наша гостинка уште еднаш, не ви е тоа мачење, бидејќи вие се уште си работите. Еве, кажавме и после нова година нов ангажман. Но тоа го одржува човекот. Тоа го одржува човекот. Еднаш новинар, секојаш новинар. Знаете, во информативната програма и вие припаѓате во таа група на новинари на брзо живење на информациите. Благодариме многу.